Министерството за животна средина по 3 дена и официјално потврди. Тие ја избрале локацијата каде се фрла отпадот од пречистителната станица на некогашен Југохром, односно тие наложиле каде и како да се одлага калта, која веројатно содржи и тешки метали. Министерството одговорно тврди дека тоа што се испушта е милта која е собрана од дренажниот систем и се враќа на самиот извор од каде доаѓа, како единствен безбеден начин. Милта се враќа на постоечката депонија. Сепак, во одговорот што го добивме никаде не е објаснето зошто се реактивира постоечката депонија, која е во непосредна близина на заштитната зона на изворите Рашче, ниту дали сето ова може да има последици по водата која ја пијат над половина милион скопјани. Топката ја префрлаат кај Скопски водовод и канализација. Јавното претпријатие Водовод и канализација редовно ја следи состојбата на квалитет на водата од изворите Рашче, согласно обврските за заштита на изворот Рашче и условите од дозволата со цел обезбедување исправна вода за пиење на градот Скопје и околните населени места. Дали одлуката на Министерството е најсоодветна, засега останува отворено прашање. Одговори ќе побара и градоначалникот на Јегуновце, кој во изјава за Алфа најави жалби и представки до сите надлежни институции, за да се провери дали навистина нема загадување за изворите Рашче и за локалната животна средина. Депонијата се наоѓа непосредно до заштитната зона на Рашче, а сега со нејзиното реактивирање и фрлање на дополнителен отпад, наместо трајно решавање на проблемот, се создава нова потенцијална опасност. Ова е една од жешките еколошки точки во Македонија. Тука со децении се носеле остатоци од индустриското производство на Југохром, кои меѓу другото содржат хромати на калциум, алуминиум, натриум, но и 6-валентен хром, за кој е докажано дека е канцероген, односно опасен за човекот и животната средина. Инаку пред само 10 дена во Министерството за екологија изби друг скандал. Службеник вработен таму дал дозвола да се изгорат 17.000 килограми опасен отпад во депонијата Дрисла, која немала соодветни услови за тоа. Финансиската полиција му поднесе пријава и го сомничи за земање подкуп во висина од 450.000 денари.